Не сакам да играм во приватна репрезентација. Наслов во дневниот вестник Скок, објавен на 27 септември 2001 година, кога тогашниот репрезентативец Ѓорги Христов излезе и на Ачи го кажа своето видување, мислење за оно што се случува во А националниот тим. 23 години подоцна, 3 септември 2024 година, многу малку нешта се изменети кога е во прашање ова, барем од она што се случуваше во овој изминат период од 2 и повеќе децении, кога една група на фудбалери своеволно по антагонизмот искажа меѓу нив и селекторот, да не речам доброволно, сами со сопствени изјави видување се откажаа од репрезентацијата. Прв нова, би рекол, неставна листа е нашиот најславен фудбалер, фудбалскиот ас Горан Пандев, кој се откажа од репрезентацијата по инсистирање на Игор Ангеловски Мрме се врати наназад, а последен во таа низа е Стефан Ристовски, едно златно, карактерно момче, фудбалер на Динамо Загреб, кој ќе настапува во актуелната сезона на Лигата на шампионите, стандарен репрезентативец кој даде многу за националниот тим, но кој излезе на Ачек и кажа дека не сака да игра во репрезентацијата додека е селектор Благоје Милевски. Тоа е шлагвордот, поводот за нашата вечерашна емисија, за нашата тема, а на тоа се надополнува официјалниот список објавен од селекторот Благоје Милевски, на кој фигурираат фудбалерите, репрезентативците, неговите избраници за двата дуели против Фарските острови 7 септември на гости и против Ерменија 10 септември во Скопје. Ако на овие фудбалери кои сами се откажаа од националниот тим се додаде и Адеми, исто така едно звучно фудбалско име, еден важна алка од А репрезентацијата, кој игра за Динамо Загреб, а кој не сака да настапува за А репрезентацијата од негови причини, па малку ако се надоврзем и на Боба Николов, кој е секако подалеку од репрезентацијата со оглед дека имаше подолга пауза и кој исто така е некаде на таа линија меѓу играње, не играње, повикување или не повикување, иако зад себе има 46 настапи. Тука има и една група на играчи кои селекторот Благоје Милевски ги повика во репрезентацијата, кои секако не се во прв план во своите состави. Тоа е и горе и доле малку познато на фудбалската јавност, да речеме зборуваме за Елиф Елмас, кој исто така е еден добар, врвен фудбалер, многу значаен за нашиот тим, меѓутоа кој нема место во стартните во тимот на Лајциг. Но, она што загрижува и што полека предизвикува како еден вид загревање пред нашето гостување на популарните рибари на Фарските острови, е тоа дека дури двајца од повиканите од овој, па би рекол и потесен избор на селекторот Милевски, немаат собствен клуб. Зборуваме за Алиовски, стандардниот лев бочен фудбалер кој некако неславно завршува со својата кариера на Блискиот Исток, има раскина договор, неофицијално има финансиски поборувања, меѓутоа она што го знаеме, нема тренажен процес и нема надпреварувачки процес со тимот во кој настапува. Тука исто и Крсте Велковски, кој од 1 јули 2 месеци е без клуб, нема клуб. Исто така еден добар фудбалер, меѓутоа 2 месеци без надпреварувачки ритм, без тренажен процес, навистина е дискутабилно. И еден голем трансфер ова лето, најголем секако на нашиот голмански јунак, Столе Димитриевски, кој премина во Валенсија, но заради големата конкуренција, знаеме што значи Ла Лига Шпанија, изворедниот Столе Димитриевски не фати стандардно место во Валенсија и веќе 4-5 кола, колку се одиграни во Ла Лига, ирелевантно е на резервната клупа. Сето тоа е реалност со која се соочува Благоје Милевски, а ако одиме во деталите за сите оние други фудбалери кои деловно настапуваат или кои имаат мала минутажа во своите клубови, навистина изјавите на социјалните мрежи на одреден круг на фудбалски познавачи кои малку песимистички настапуваат дека
нема така лесно да ни биде ново гостување на Фарските острови, искрено мене помалку ме загрижуваат. Реално, лично, субјективно, мислам дека каква и да е македонската репрезентација со сите овие, да кажам, аномалии со кои се соочува селекторот, сметам дека и со вака еден, ајде условно кажано или фигуративно и крпен состав од аспект на надпрвувачка форма, кондициона подготвеност или сите овие проблеми што ги споменав со овие репрезентативците за кои елаборирав во каква ситуација се, сепак Македонија треба да ја победи и репрезентацијата на Фарски острови на гостувањето, а да не зборуваме дека очекувањата се да ја победиме и Ерменија во Скопје. Колку во овој момент има приватизација на репрезентацијата, односно дали селекторот Благоје Милевски со одговорните структури од ФФМ, зборувам за раководството на федерацијата, имаат карикирано кажано акционерски пакет во репрезентацијата и ги диктираат условите на некој начин, е тешко категорички да се тврди, но нели велат каде што има дим, има и оган. Така што навистина овој наслов, ова што го елаборираме дека репрезентацијата треба да биде нешто највозвишено, едно чувство на сите кои играат, мислам дека во овој момент малку е сето тоа изгледнето и навистина собирот на нашите репрезентативци е некако малку дискутабилен, да кажам, а и самиот избор и сето она што стои зад нив во овој подготвителен период, во овие летни подготовки и во неколку почетни кола од националните првенства во зависност кој од каде доаѓа, дали е тоа Хрватска, зборуваме за Трајковски кој игра за Хајдук, дали е Унгарија, Романија или Полска каде што имаме наши репрезентативци. Да не зборуваме за Миовски кој секако е прв пик во оваа репрезентација, убедливо наш најафирмиран, најдобар фудбалер, класичен шпиц, кој направи добар трансфер од неговиот клуб во Джирона, од шкотски Абердин во шпанска Джирона, или Жирона, како сакате да не ме критикувате. Така да Миовски, иако играше само 20 минути на последниот натпревар, сепак е во некоја би рекол, надпрвувачка форма, која за жал ја нема другите. Останува да видиме дали Миовски, подпрен со Елмас, со Барди, кој игра во Трабзонспор, ќе бидат така доволно спремни да го дадат ова што е потребно за да ги превесламе рибарите и да донесеме 3 бода од таму и малку со поголем оптимизам, со еден пристојно пополнет градски стадион, арената Тодор Проевски, да не речам, ако стигнеме до 6-7 илјади гледачи во овие септемвриски услови, да ја поддржиме репрезентацијата и евентуално да дојдеме до 6 на првите 2 надпревари во Лигата на нации. Во овој случај би финиширал со тоа што нашиот селектор Благоје Милевски веќе го има третиот квалификационен циклус, за него е веќе еден тотално неуспешен циклус на Лига на нации. Може некој да се сложи или не, секако мораше во тој циклус на Лига на нации да бидеме далеку подобри. Да не зборувам за квалификациите за Европско првенство, каде што немавме дури ни теоретска шанса, испаднавме некаде на средина од квалификациите без никакви теоретски шанси да се замешаме во борба за тие места кои водат на собирот на најдобрите репрезентации на Европа. Трета среќа, трета шанса за Благоје Милевски, за нашиот селектор, кој за себе можеби нема приватна репрезентација, меѓутоа дали злобниците, дали аналитичарите велат дека репрезентацијата полека станува акционерско друштво, каде што некој полека од страна ги диктира своите услови, своите барања. Ете, и да не веруваме во тоа, оставаме да видиме како ќе биде. Во меѓувреме стои изјавата како некој меч над главите на сите оние кои ќе се обидат да си поиграат со чувствата на сите кои го сакаат, а и ние сме меѓу тие, го сакаме националниот тим. Останува да видиме со реален оптимизам, гостуваме на Фарски острови, ни доаѓа Арменија. Квалификациите во Лигата на нациите, циклус од кој доста очекуваме.